Танцот е многу повеќе од движење на телото. Тоа е една од најстарите форми на израз на човештвото. Универзален јазик, кому не му се потребни зборови. Уште од древни времења, преку танцот, човекот ги изразува своите чувства, раскажува приказни, изведува ритуали и се поврзува со својата околина. Кореографот е уметник, задолжен за создавање и дизајнирање секвенци на движења, за едно или повеќе лица. Неговата улога оди многу подалеку од едноставно измислување чекори. Тој е креативен директор кој дава живот на една танцова или балетска изведба, пренесувајќи приказна, емоција или концепт преку јазикот на телото. Театарскиот режисер е главниот уметник одговорен за една представа. Тој има целокупна визија за поставувањето на едно дело на сцената, односно тој е креаторот на светот што и се представува на публиката. Еден повеќе стран уметник, танчар, кореограф, театарски режисер, автор на научни трудови, со еден збор уметник кој има создадено мноштво уметнички изрази, вечерва со нас, Филип Петковски. Филип, добре дојде во Трафика. Добре најдов. Интересно е за тебе дека имаш завршено средно образование на насоката традиционална музика, што некако поретко го сретнувам, барем јас во музичкиот балетски центар Илија Николовски Илуј. И кажи ми, зошто се одлучи за оваа насока? Да почнеме од почетокот, па ке... Јас сум, мислам дека пета генерација, така да затоа можеби не било во тоа време познато. Така да јас кога се запишав веќе беше нова таа насока за традиционална музика и игра, основана од уметници танчери од танец, кои потоа предоа ја основаа насоката. Јас од мал се занимавав со фолклор, односно со игра орна, така да моите први настапи на сцена, да речеме, се со фолклорни танци. И немаше, воопшто не беше предмет на дискусија каде ќе продолжам со средното образование. Знаев дека постои таа насока, знаев дека таму ја сакам да продолжам да се образувам. Така да во фамилијата моја по потекло од целото Раштак исто така биле игроорци, едни од основачите на националниот ансамбл, едни од првите луѓе кои во 30-тите години ја представувале Македонија во Европа и во регионот. Така да можеби ние да речеме фамилиарно некако тоа, мислам, љубовта према фолклорот, према македонската традиционална музика и игра. Така да немаше сомнеш дека таму ќе одам и тоа ми беше првиот избор. За мене танец дефинитивно, ке го споменеме и подоцна, е најдобриот амбасадор на македонската култура и е извонредно нешто. Твојот професионален пат почнува, барем тоа што читав, во Тамбурица, или Тамбурица на српски, нели, односно во Питсбург, Пенсилванија. Како дојде до таму? Кажи ми за имаше кога бев 4-та година, значи во средното училиште, се збореше дека ќе се создава национален ансамбл во Босна. И имаше отворени аудиции на кои јас се пријавив, па ме примија, меѓутоа поради, не знам, проблеми некакви со финансии и со владата во тоа време на Босна и Херцеговина не се случи, меѓутоа упознав многу луѓе од таму на тие аудиции, ми кажа дека постои некаков ансамбл во Америка, односно кој се занимава со источноевропски фолклор. Јас пратив во тоа време CD со снимка од како пеам, како танцувам. И ме примија и така започна целата таа приказна. Па после тоа дојдоа некои мои пријатели, меѓутоа морам да кажам дека јас тамо научив како да танцувам, односно имав прилика да работам со кореографи буквално од цела Источна Европа и кои бараат некоја спремност која ние во средното училиште ја немавме, бидејќи се фокусиравме стрикно само на изворни, на традиционална музика и игра.
И однова морав да научам различни стилови, односно дали грузиски, дали унгарски и така натаму, кои се драстично различни од оние што ги Сосема се изгледуваме. разликуваат. Грузискиот е извонреден со Да, танцот со првата скршена нога, например, ми е од грузиските, од грузиски од стоењето танци, на на прсти стоење, да, имавме еден настап што сите многу долго го чекавме во Symphony Space на Бродвеј и јас за жал ја скршив ногата на сцена. Меѓутоа, да, пак ми остана тоа како некоја драга меморија, да речем. Тоа изгледа претешко и Претешко. преубаво. Сега скоро ги гледав во Истанбул. Да. Тоа е Бара нешто многу невидимо. сериозна физичка спремност, огромна концентрација, дисциплина. Те се како роботи. Да. И тренинг кој трае минимум 10-15 години. Јас морав тие секвенции да ги научам, да речеме, во месец, дена, 2 месеци. Што не И е од мене се едноставно. очекуваше да. Потоа заврши студии на секите шетам вака низ Вака? низ твоето CV и низ твоите работи што си ги правил. Театарска режија на Универзитет Дюкейн во Питсбург, уште во Питсбург сме. Така е. Иако тесно поврзани, од каде се ја промена? Зошто реши да студираш Па јас театарска прво режија? почнав да студирам првиот семестар, односно студирав актерска игра, глума. И не се пронајдов во тоа, бидејќи секогаш сакав јас да бидам тој што ќе ги координира и ќе ги организира работите, односно тоа што се случува на сцена. Односно секогаш ми било поинтересно да бидам кореограф наместо танчер или да бидам режисер наместо глумец. И кога сватив, например, тоа беа некои, јас имав тогаш 18-19 години, тогаш сватив дека не, во принцип, јас сум тој што има некаква уметничка визија и за која ми се потребни други луѓе да ја реализираат, а не самиот себе да се ставам на тоа место, да сум јас тој на сцената. Па не само наредување, некој начин работење со сите овие луѓе и со прва работа. Да. И така почна целата таа приказна. Имавме професионален театар и мислам супер опремен и многу добра катедра за театарска режија. И уште во првите 2 години од студирањето имавме пристап до целата таа технологија со која располага театар. Така да ми е многу мило што ете имав шанса тамо да се образувам и тамо да почнам, бидејќи многу млад веќе знаев што се модули, како функционира светло во театар, како функционира звук и така натаму. И не се вратив одма, мислам, долги години живеев, да речеме, во странство, меѓутоа короната која се случи, нели, вирусов, тогаш морав да бев принуден да се вратам во Македонија и од тогаш сум еве тука. Добро, ќе те имаме тука, барем, нели, да сега понудиш да работи кои што ќе ги изгледаме и кои што се добри. Се вракаш потоа на танц и магистрираш танцова антропологија на програмата Кореомундус во Лондон, на Универзитетот Роухемптон, така? Роухемптон, да. Јас кога завршив, значи, со Дюкейн и во Тамбурица, имав 22 години и тогаш немав некоја силна желба да продолжам да се занимавам со театар, бидејќи танцот ми беше на прво место. Јас како танчар се гледав себе си. И сакав да продолжам да студирам и да се образувам во тој домен, односно во танцова антропологија, танцови студии, етнокореологија и така натаму. И добив за среќа стипендија, тоа исто беше пак нова програмата, таа мастер програма. Јас мислам дека сум втора генерација. И замина во Норвешка, секој семестар беше на различно место, живеа во Норвешка, во Унгарија, во Франција и последниот семестар беше во Лондон. Меѓутоа сватив дека тука се работи за теоретски студии по танц, историски студии по танц, односно дека јас нема веќе да сум танчар и ги немам тие луѓе, немам таа екипа на која бев навикнат некако да соработувам, нели самиот момент излегување на сцена, тоа вежбање, концертирање и така натаму. И бев доста, да речеме, депресивен, бидејќи малку се осеќав дека го изгубив својот идентитет, бидејќи во тие години во кои мислев дека јас прва сега ќе почнам да имам танчарска кариера, тоа некако замре. Мислам, тоа не сега да не звучи дека тоа некој тоа го уништи, меѓутоа беше едноставно да речеме свој личен избор, да.
И од тогаш продолжив да се занимавам само со научно-истражувачка дејност. Многу ми стана интересно да ги истражувам мислам сите танци кои се заштитени со УНЕСКО, со на репрезентативната нематеријално, тоа ми е следното прашање, нематеријалното културно наследство, антропологија, твоите превирања околу тоа, размислување, тоа исто многу ме интересира, бидејќи е многу добра работа. Да, тоа е, тогаш имав прилика, сите мои професори во принцип беа експерти за нематеријално културно наследство на УНЕСКО и соработуваа со УНЕСКО. И ми е мило што добивме, да речеме, еден таков тренинг, односно таква едукација и обука, затоа што таа програма во тие години беше доста силна и зема голем замав. И после, нели, откако сватив дека веќе нема да се бавам со танц, односно нема веќе да настапувам на сцена, тоа ми беше нешто најинтересно и најблиску до она што јас би сакал со кое би сакал да се занимавам. И тука почнав со таа, да речеме, научно-истражувачка дејност, со теренски истражувања во Македонија во тој период, во Хрватска, во Србија, нели, пишување научни трудови и така натаму. Така да беше една друга фаза од мојот живот, малку го запоставив, да речеме, режијата и танцот. Меѓутоа почнав да се реализирам и малку повеќе како кореограф, односно претходно ја немав таа можност, бидејќи танцува во професионален ансамбл кој што најмуваше други кореографи да дојдат и да работат, а тука конечно поради, мислам, осетив дека имам простор да ги вклопам и танцовите студиите по режија и да почнам да создавам нешто што ќе е измеѓу, односно некакви перформанси кои не се стрикно, да речеме, класично театарски во својот дух, меѓутоа доста го користат телото, доста го користат танцот и некако се осетив дека јас на ова треба да се фокусирам и да си бркам да градам некаква собствена естетика. Ајде, кога сме тука кај нематеријално културно наследство, кажи ми повеќе за Етерна нова изложбата, нели тоа беше изложба на народни носи, на фотографии или да? Да. За жал не ја видов, ама би сакал тоа. Етерна нова беше втората, имав две, првата беше Вита. И Вита се случи во 2020 кога, нели, бевме сите во карантин. Ма Вита ти е малку со поинаква тематика, нели? Пак се народни материализација на женското тело, така е, да. Пак беше поврзана со народни носи. Јас сум колекционер на народни носи, имам многу пријатели кои се колекционери, кои ми помогна, кои ги дадоа своите носи да ги сликаме и да бидат дел од изложбата. Тоа ми беше исто така една љубов, мислам, останата од фолклорот и со тоа на кој бев јас и со што се бавев, да речеме, пред да упишам режија, пред да отидам во странство. И беше, да речеме, еден камбек, а од друга страна тоа луѓето со кои се работував беа, мислам, актерки, танчерки, мислам, пред се мои пријатели и пријателки. И прва ја направивме Вита, која беше изложена во Младинскиот културен центар и после тоа, пред година или две, не сум точно сигурен, ја реализиравме Етерна нова, која беше изложена во Националната галерија. Односно, замислата за Етерна нова беше да ја представиме оваа облековна култура како мода, бидејќи во принцип многу ретко тоа се поима дека секогаш се поврзува со термините традиција, историја, патриотизам, Македонија и така натаму. Меѓутоа, тие луѓе во тоа време кои ги носеле носи, биле секојдневна облека и било мода. Значи ти да изгледаш така како тие слики кои беа представени на изложбата, значило да си најмодерен. И тоа, мислам, самите тие жени со години ги изработувале тие нивни облеки за кога ќе дојде тој еден ден на свадбата или не знам некаков празник да ги презентираат пред луѓето и да видат колку моќно и колку убаво изгледа. Ние, мислам, македонските народни носи се едни, нескромно ќе кажеме, најубавите, најкомплексните во регионот. И среќа имам многу соработници и луѓе, институции кои несебично се понудија да ни дадат да ги сликаме тие. Веќе никој не произведува, нели? Производство не постои, не, меѓутоа постојат луѓе кои се колекционери, постојат луѓе кои... Да, ама тоа, нели, еден период ќе ги... да речеме, ке се оштетат со текот на времето, ке ги снема. Треба да знаете, да бидете внимателен како ги чувате, каде и така натаму. Меѓутоа се работи за колекционерски парчиња кои се стари од крајот на 19-тиот век, значи вистински музејски примероци кои веќе не постојат. Затоа што тие во музејот што ги гледаме не се баш преубаво прикажани. Тие се да речеме најрепрезентативните, најстарите примероци,
Јас на сите, мислам, кои да дојде во Скопје им препорачувам да одат во етнолошкиот музеј, бидејќи постановката е многу убава. Сега за условите за чување и како е сето наместено, тоа е осветлување, сето тоа некако ми фали кога ќе отидам не исто од нашите гости ги носиме. Има простор да бидам далеку по-спектакуларно и по-убаво, меѓутоа. Секако. Да. Ајде пред да почнеме за кореографиите, кажи ми за танец. Играше во танец или си само играно поврзан? во танец, не, меѓутоа. Во танец во суштина треба точна висина. Да, од многу работи зависи. Јас во принцип во танец можете да влезете како играч до некој свој, да речеме 22-23 години. А јас не бев во тој период тука во Македонија, односно се вратив после, да речеме, магистерските студии, бев на некоја аудиција, меѓутоа бев, да речеме, малку постар за да почнам како играч во танец. Меѓутоа со нив имаме голема соработка, таму тие скоро целиот ансамбл се мои пријатели, луѓе со кои заедно сме завршиле средно образование, кои ги знам од други културно-уметнички друштва и така натаму. И магистерскиот труд ми беше исто на тема танец и во неколку наврати имам пишувано за ансамбл, доста сум критичен за ансамблот, бидејќи, како што нели напомена, е вистински амбасадор, еден од најголемите на македонската традиција, на македонската култура. Меѓутоа, јас сум секогаш со идеите дека секогаш тоа може треба да оди да се движи уште кон иднината, односно тој материјал, дека постои начин да биде во некое друго светло прикажан, естетски другше спакуван, во текот со времето. Меѓутоа тоа не се случува толку често таму, бидејќи постои, да речеме, еден железен репертоар и една конкретна оформена естетика на која се задржува ансамблот. Па се надеваме дека веќе има луѓе и има соработници кои ќе иницираат нешто. Мислам, јас сум апсолутно свесен дека тој ансамбл не може и не смее да го менува тоа што го создавале тие луѓе во 40-тите, меѓутоа такви одскоци, некакви соработка со други танцови компании, со театри, со други институции е секогаш нешто што ќе е само освежување на публиката, бидејќи нема да го гледаме тоа едно те исто што се изведува уназад 70 години. Да. Мене ми е преубаво кога ги гледам околу па нова година, нели? Ама тоа е невидено убаво, ама имаш право, треба малку можеби да се направат некои барем во секаде би рекол и во балетот, и во танец, и во било која институција, и во театрите, секогаш е освежување кога има човек што носи некаква нова визија, што нешто, знаете, на почетокот тоа е експериментално и кога ќе треба да разговарате, да го договорите тоа со тие луѓе, со тие директори и така натаму е рискантно, бидејќи не секогаш се сигурни како тоа ќе пројде, меѓутоа јас мислам дека ние сме тие што треба да ја правиме и да ја создаваме публиката, односно дека доколку некој дојде со некаков специфичен стил на изразување, на сценско изразување, треба да му се даде шанса и треба да таа публика полека да се навикнува на некаков друг правец, па после некое време тој правец станува веќе, да речеме, мејнстрим и станува стандард. Јас многу се радам што, бидејќи сметам дека имаме навистина што да дадеме од нашето културно наследство, кој што за жал како нематеријално не знам колку е заштитено со УНЕСКО, немаме нематеријални заштитени. Имаме 5 моментално културни добра, како што се викаат официјално. Празникот 40 маченици во Штип е првиот кој е заштитен како нематеријално културно наследство од УНЕСКО, Орото Копачка, гласоечкото пеење на листата, на ургентната листа на УНЕСКО, мартинките, односно празнување врзани со 1 март, Ѓурѓевден, односно ерделези кај албанците, кај ромите во Македонија и сега последно мислам дека и гајдата е заштитена како нематеријално културно наследство. Така да се држиме, да речеме, на тоа поле и дале. Треба да одиме да се додадат работи. За среќа имаме професионалци кои го работат тоа и луѓе кои знаат како се пишуваат тие апликации, го разбираат целиот тој механизам на УНЕСКО и имавме некоја долга пауза која немавме ништо ново впишано на таа репрезентативна листа, меѓутоа мислам дека сега можам да кажам дека пак одново почна тој муабет и пак
се работи на таа тематика, да. Токму тоа културно наследство, ти велиш дека те инспирира танците на балканските народи, нивните култури, сето тоа и го имаш спакувано во кореографии како на пример Троп, сакам да ми кажеш нешто повеќе за тоа, Common Ground и Populous во Скопје на Танцфест во 2022 година. Така е, Троп и Common Ground тоа беа додека бев на мастер студии, едната беше во Унгарија, другата беше во Лондон и тоа беа мали кореографски парчиња. Меѓутоа веќе кога дојдов во Скопје, по покана на Танцфест Скопје, направив кореографија која беше длабоко базирана на старословенски, да речеме, некакви митови ритуали и на секако на македонска традиционална музика и игра. Меѓутоа користев техно музика, користев музика на Дуке Бојаджиев, на Кирил Џајковски, на Синтезис и така натаму. И тоа беше баш тоа што зборуваме, на нова форма, односно како тој фолклор денеска би изгледал точно во тогаш не знам која година беше, 2023, мислам 2024. И беше нешто ново, затоа што претходно немаме мислам, постои современ танци, постојат танцови компании кои се професионални, кои се бават со современ танц, меѓутоа ретко е фолклорот да биде централна тема, особено во балетот постојат балети кои се инспирирани, да речеме, од традиционална музика и игра, меѓутоа во современиот танц и не толку често. И баш затоа решив да се фокусирам на односно кога сте кореограф или режисер, јас секогаш поаѓам од тоа јас што најдобро знам јас, со што јас најдобро би се представил, ова е некоја тематика која ми е, да речеме, најблиска, најдобро ја познавам, за да можам да се осудам да нешто ново да креирам. Сега тоа како е примено, нели, од страна на публика е нешто што е сепак субјективно и индивидуално. Меѓутоа секогаш велам дека е многу важно тоа да се случи, а тоа како ќе биде примено, колку ќе му е животот после тоа на сцена, колку ќе биде промовирано е веќе друга тема на разговор, меѓутоа секогаш е важно ваквите работи да се случуваат и да ги има, и тоа во принцип беше целата идеја околу Populous. Финансиски како стоиме со за се направи? Мислам, тоа е секој уметник ќе ви го каже истото, тоа не е професија во која ние јас не познавам уметник кој не зборувам за заработка, зборувам за колку ви е олеснето да ви дадат, нели? Така, да. Па потоа и заработка некако. Не познавам уметник кој примарната идеја му било дека јас сега ќе направам некакви пари со ова што се бавам, мислам тоа невозможно не постои. А од друга страна поддршката која сум ја добивал конкретно од македонските институции, конкретно од Министерството за култура, била секогаш минимална и смешна. Буквално минимална. За жал и после толку многу време, после не знам колку години сум веќе тука, да речеме 7 години, пак се работи за некоја смешна и минимална поддршка. Меѓутоа, тоа е тоа. Од Ифигенија во Авлида, од Еврипид, дојде до Ифигенија за ништо. Семени конфликти, лични, нели тоа е фокусот на драмата. Зошто делото, имам напишано многу работи што опиша некако театар каде јазикот нели не доминира. Зборуваме сега за оној постдрамски начин на представување на потоа ќе зборувам малку повеќе да ни објасниш. Кажи ми прво за Ифигенија. Ифигенија е, како што кажавте, на дело на Еврипид, има два дела Ифигенија во Авлида и Ифигенија во Таврида. Тој е авторот на Електра, на многу култни, да речеме, и класици, односно грчки трагедии и драми. Меѓутоа, секогаш кога сум се замислувал дали кога е правото време да еден режисер да се нафати да режира грчка трагедија, и професорот самиот ни зборел дека тој момент ќе дојде покасно во животот, односно прво треба да се фокусираме нешто што ни е поблиску, бидејќи ова е, да речеме, еден голем залак. Меѓутоа, јас не сакав да се држиме до оригиналниот текст, јас сакав тоа да го адаптирам со цел да резонира повеќе, односно говорот
Да има поголем одзив кај нас, така е, нели? да, има... како луѓето се облечени во представата, односно костимографијата, сценографија така натаму, да резонира со нешто на кое сме навикнати денес, односно некое да речеме современо време, бидејќи така би можела публиката повеќе да се надоврзе. А втората работа беше што драмскиот театар уште во Југославија важел секој еден од најдобрите театри во Југославија, во државата. И секогаш бил тој што промовирал, да речеме, некакви некласични, нестандардни, можеби не нужно постдрамски, меѓутоа експериментални пристапи на театар. Па за среќа со раководството моментално во драмскиот театар пројде таа идеја, односно да работиме нешто каде што говорот, диалогот, монологот нема да се централни, нема да се единственото изразно средство за публиката да ја разбере која е таа приказна или што би сакал да каже авторот или режисерот. Туку ќе го користиме телото, ќе користиме доста музика, кореографија. Кореографија, кога кажам кореографија, не нужно танцови, да, меѓутоа движења, да, некакви оркестрирани движења кои се нарекува, да речеме, и физички театар во кај нас. И на тој начин актерите ќе доловат некаква приказна. Од друга страна, тоа треба да биде... Јас никогаш не би сакал буквално да ја тепам публиката по глава со која е тука една порака и што треба да свати публиката кога ќе го гледа тоа, меѓутоа да е доволно, да речеме, апстрактно за самата публика да може да си го толкува тоа самата на свој начин како сака. Така да тоа беше целата приказна со Ифигенија, еден многу драг проект за мене, на одлична соработка, прва соработка во драмскиот театар, прва соработка на, да речеме, со поголемите театри во Скопје, меѓутоа кога работите со професионалци, кога работите со луѓе кои сакаат да го прават тоа и веруваат во тоа, е само убаво. Да им кажеме чисто на гледачите, осмислен и популаризиран од германскиот театарски теоретичар Ханс Тис Леман, постдрамски, во неговиот текст постдрамски театар во 99-та, и е концепт, театарски концепт кој што се јавува некаде во 60-тите, нели? И токму така, каде што заплетот, конфликтите и сето она не е преку текстот, така не се одира акцент на текстот, туку на тоа, на движењата, на говорот на телото, на сите други елементи кои што може да ни... Зошто се одлучи за тоа? Зошто интересот за овој театар? Мене ме фасцинира, така, да. Секако. Тоа е тренд кој постои многу долго време во Европа, тоа не е ништо ново, тоа е мислам од 90-тите, да речеме, некоја актуелна естетика, значи режисери како Иво Ван Хова, како Кейти Мичел, како Андри Жолдак, како Томаш Пандур, не знам сега милиони еден. Мене ми биле инспирација, односно мене повеќе ми интересирало визуелното достигнување на тоа што го прават тие во театар и како тој еден монолог може да биде кажан на друг начин, освен тоа акторот или актерката да дојде до средината на сцената, да го буквално да го каже, да користи говор, да го порача овој монолог на публиката и да е тоа. Јас секогаш бев сигурно постои друг начин. И многу режисери користат камери, многу режисери користат танц, не знам, се служат со технологија, јас секогаш сум бил фан на мултидисциплинарни пристапи, односно каде што... Сега да ти кажам, ти си танчар, ти си хореограф и затоа не можеш да кажеш дека правам обично драмско дело. За мене тоа, мислам, јас го почитувам дека има луѓе на кои тоа им се допаѓа, сакаат кога ќе одат во театар да се фокусираат на некаков реализам, односно колку тој актер или актерка биле верни на улогата што ја доловуваат, односно колку им веруваат, колку реално тоа изгледало. Меѓутоа, кога правите театар како постдрамски театар, стварате една илузија, стварате една не е тоа ништо што публиката е навикната да го гледа, не е нешто што го гледате во вашиот секојдневен живот и за мене тоа е тоа што е интересно. Односно на сите тие ликови во представите треба да им најдете нешто што ги прави, например, на сите тие зли ликови, зликовци да речеме, или кои се треба да им најдете што е човечко во нив и да прикажете некоја друга страна и обратно во тие што треба да бидат нели херои или главни ликови. А ова е за мене простор, целото тоа образование кое го имав поврзано со танцот, да не го фрлам во вода, односно да тој тренинг, таа дисциплина, да ја преточам во нешто друго и сега само треба да бидете свесен дека не работите со танчари и дека тоа се сепак актери кои имаат некакво познавање со танци, некаква умешност со телото, меѓутоа треба многу тренинг. Па така за Ифигенија вежбавме месец и пол секое утро по 2-3 часовен физички тренинг, танцов тренинг за
тие актери кога ќе дојде денот на премиерата или понатаму на изведбите, тоа што го изведуваат да биде, да речеме, на некакво професионално ниво, да не биде само некаков обид тоа за движење и за танц. Така да е многу мислам треба да сте многу внимателен и бара влог, меѓутоа доколку тие луѓе со кои работите не сакаат да се вложат во тоа, onda тогаш тој се настануваат некакви проблеми. Слушни, прашања ни доаѓаат, одговорите конкретно следното ми е како си ги бираш со работниците, бидејќи една од најбитните работи, не само актери, не само тие што ќе те представат на сцена, туку и светло, музика. Така да. Моментално можам да кажам дека имам, да речем, тим со кој работам веќе уназад 5-7 години, не знам. Тоа се Мартин Ванев кој е сценограф, со кој сега имавме веќе 2-3 соработки, а Антонија Гугинска Јордановска која е костимограф, која никош нема да ја сменам во животот, која е феноменална, Марко Марјановиќ кој е задлужен за фотографија и за видео, Ивана Мојсовска која работи на постпродукција на фотографија, визуелен дизајн, така натаму. И тоа се луѓето со кои сме биле пријатели, со кои сме се споили и сега работиме и се професионални и се што барам и очекувам од соработници. Додека за актерите, зависи кој е проектот, зависи што се очекува, дали се игра постдрамски театар, дали се игра некаков покласичен театар, реализам, дали се работи само за танчери, тоа за какви танчери, дали се тоа фолклорни танчери, дали се тоа современи танчери, балерини. Секој од нив е навикнат на поинаков тип на тренинг и на изразување. Така да ако треба да ги споите сите тие луѓе во иста просторија и да правите нешто заедно, тоа треба да е многу долг разговор и многу долго време додека да се одреди начинот на работа, како ќе се движиш кон нели замислата на тоа што треба, како треба да изгледа тој перформанс или представа и така натаму. Меѓутоа правев доста работилници на кои беа отворени за било кој да се пријави, доста многу актери се пријавија, неформални работилници кои се случаја, не знам, 3-4 пати такви одржавме и сватив дека постојат многу актери кои сакаат да се изразуваат со телото, кои сакаат да научат повеќе за сопственото тело, за кореографија, за танц и така натаму. И генерално гледам да соработувам со сите тие кои биле на тие работилници, кои сум ги гледал, кои сум знам. Знаеш дека ќе се внесат и затоа што кога взимате актер да работите со него, морате да му верувате, тој мора или таа да ви верува на вас. И таа доверба се гради преку тој процес, додека се припрема представата, меѓутоа е уште подобро кога веќе вие знаете како тој човек работи и колку е професионален и колку е посветен. Така да од другата опција, не знам, да ги гледате во други представи, на испити и така натаму и веќе знаете кој актер или актерка ви се најблиску до таа естетика вие што сакате да ја поставите. Кој е твоето гледиште на целата наша култура, односно на целата наша сцена? Зборуваме и за балет и опера и се. Како ти изгледа во моментов во Македонија? Јас мислам дека имаме неверојатно талентирани, конкретно за актери, кога би споредил со регионот, да речеме, постојат неверојатно актери кои се сирови, кои се доста не мислам дека добар актер може да биде некој што е растен под стаклено ѕвони во идеална средина каде што никогаш не видел никаква тешкотија во животот или тоа е се поврзано со детството, со како тие луѓе се оформуваат во текот на нивниот развој и за среќа и несреќа живееме во таква земја кој што сите од нас се соочиле со еден куп проблеми во нивниот живот, односно виделе вистинска мака, да речеме, и тоа ги прави да бидат многу поинтересни и многу по-реалистични, многу по-сурови кога се на сцена и тоа е нешто мене што ме привлекува. Верувам дека како нација генерално имаме нешто што имаме некаков осет за ритам, осет за движење, за танц и така натаму и тоа е нешто што е секогаш плюс, односно наши танчери и актери кога ќе гостуваат, да речеме, во странство, секогаш, конкретно во Србија или во бивши југословенски земји, секогаш од Македонија си ти, значи ти си одличен пејач, значи ти си одличен танчер, значи ти си одличен актер и мене ми е многу мило за тоа. Да. Конкретно за естетиката на што се промовира во балетот, да речеме, во фолклорни ансамбли, во театрите, мислам дека имаме уште да учиме и да чекориме напред, меѓутоа тоа е единствено се случува доколку на сите овие луѓе им се пружи шанса да одат на
да се едуцираат во странство, да одат на работилници, да гостуваат, да смислам дека гледаат малку и представи. финансиите се проблем тук. Најверојатно, да. Меѓутоа, тоа е еден дел, а другиот дел е да се даде простор, например, доколку сте вие директор на таа институција или раководител, да се даде простор тој некој да дојде од Европа или од било каде и да наложи нешто ново. И тоа можеби и да не е добро, да речеме, во тој Ама ќе биде момент, ново, мора да и ќе биде има ново и промена. мора тие, кога доаѓа еден режисер или коreograf, тоа е тренинг за тие актери или танцори кои работат со нив. Тие автоматски учат нешто ново. Тоа дали им се допаѓа или не, тоа е веќе друга приказна, меѓутоа пак е некој тренинг кој тие го имаат и веќе ако има тројца, четворица веќе после тоа што ќе дојдат, ти имаат веќе некаква спремност и подготвеност да може да се изразуваат на некаков друг начин. Филипе, имаш талент за се, пеење? Пееш? Под душ. Не би се осмелил вака да... Не мислам, имам настапувано како пеач, конкретно во Тампурица ансамблот кога бев член. Меѓутоа не е тоа нешто што го промовирам, не е нешто на кое мислам дека е окей, солидно, меѓутоа ништо што би... Имам премногу уште прашања. Имам прашање за трамвајот наречен Копнеш. Не знам дека си го работел едно. Тоа беше првата представа. Тоа е нешто невидено. Би направил нова и бидејќи видов дека си ја правил кабаретски. Да. И би ја направил онака вистински една поставка на сцена. Можеби пред пензија. Затоа што Тенеси Вилијамс, авторот на трамвајот наречен Копнеш, е еден од моите апсолутно милени автори, еден од најголемите американски драматурзи, великани, да не речеме. И тоа беше првата представа што ја направи во Македонија. Нас направивме со продукција на театра и во станица 26 со джез бенд ја направивме да биде кабаре. И интересно е што 10 години после таа премира, веќе вториот текст на Тенеси Вилијамс, Мачка на вжештен имен покрив, направив незина Мац, тоа е тоа? Така, да. Направив една адаптација која се каше Мац, која беше во стилот на танцов театар, на поздрамски театар. И еве да речеме, ајде наредната на Тенеси Вилијамс ќе биде пак за некои 10 години. Бидејќи не би сакал да се повторувам и да се врзам само со еден автор и само неговите дела, има други многу автори, други представи што би сакал да ги реализирам. Меѓутоа ќе ми остане за секогаш драга затоа што е првата, нели, и баш затоа ми е едно од омилените. Не само поради текстот, меѓутоа и како и целокупно искуство. Мене ми е толку врежана затоа што се појава во Се за мојата мајка на Педро Алмодовар. Оние играат нели во филмот. И толку ми е врежана таа, знам дека е едно од најиграните воопшто во Америка. Имаше и филмска, Кейт Бланшет доби Оскар, Блу Джасмин, мислам дека имаше адаптација. Сигурно, да, исто како Мачката на вжештен покрив со Елизабет Тейлор, тој беше култен филм. Да, на Елаја Казан, да. Пред да заборавам, да ти подарам една книга, мој превод. Благодарам многу. Благодарам. Ке ми кажеш дали ти се допадна. Да, сега имаме време да читаме, така да може. Имам Црногорка, Орото што не постои. Зошто? Има многу трудови кои генерално пак ќе се навратам научно-истражувачката дејност беше поврзана со македонска традиционална игра. Потоа нели почна без УНЕСКО и сега вие конкретно ме прашувате за еден труд што е многу одамна напишан, кој јас бе речем уште. Ми привлече внимание многу насловот. Видов дека имаш многу наслови, дека се интересни, ама ова така, тоа беше не знам ни која година, веќе не се сеќавам која година е пишувано, меѓутоа се работеше за едно од најпознатите наши, да речеме, ора. Да. Меѓутоа за него никаков податок нема дека постоел историски. И од тука се роди таа идејата дали овој танц вистински постои, па на крајот мојата теза беше дека е нешто што е формирано во конкретно за турнеи и конкретно за да биде спектакуларно и да биде финале на некаков склоп на други традиционални игри и песни, односно конкретно во танец во 49-та, кога се создава ансамблот, кога се создаваат нели првите кореографии, односно Драчевка на Атанас Коларовски. Да. И само добива ново име, тоа била некаков танц што постоел и што се изведувал во селата, меѓутоа не бил насловен така и не бил затоа нема историски податоци дека постоел. Меѓутоа тие луѓе кои почнале да се бават со таа тематика во крајот на 40-тите, почетокот на 50-тите, сами измислувале и создавале некои нови
танци нови Да, тој ора. така звучи. Да. Така. Не е нешто премногу композициски, нели? Така, да. И сложено. тие, тоа нешто било, да речеме, едноставен играчки образец, е нешто едноставно движење, сакале да го направат да биде спектакуларно, да му додадат, да биде поголемо, да му дадат некакви акробатски моменти на тоа, бидејќи во тој момент почнале да презентираат македонската култура надвор и со помислата дека доколку ова е поспектакуларно, брзо, доколку се сите усогласени, дека тоа е нешто што ќе плени кај публиката и така настанувале и тие. Гледајќи многу фолклор и нашите на вистина едно ниво Така е, да. повисоко од сите и од огнот на Анадолија и Така, од значи сите оние па дури од грузиците што играат кај нас кога ќе излезат Да. оние сите. Да. Да, имаме Машко и женско. многу, имаме од каде да црпиме. Имаме уметници кои не знам, еве ми паѓа на памет Росалија, ми паѓа на памет многу, мислам пејачи кои го користат конкретно Росалија со користи фламенко, фолклор така. скроз. И на пример знам дека Каролина Гочева имаше такви обиди македонско девојче албумите кои беа феноменални. Меѓутоа пак некако не е тоа доволно. Тоа е нешто што имаме автентична култура која и некаков израз, дали е тоа танцов израз, дали е тоа намитан музички. проект, мислам, така по Во музиката посебен. постои, да. И мислам имаме многу композитори кои го користат. Меѓутоа некако во танцот, некако во театарот е многу ретко застапено, а е толку автентично и интересно за и да се работи за најмал, најбазичен аматерски проект и кога е тој презентиран во странство, луѓето полудуваат кога го видат тоа. Ки не отиде времето, имаме само уште неколку минути, а не ти односно она главното прашање за тебе во моментов пред неколку дена беше премиерата на CD-от наслов е Англија во Америка, кај нас преведена Срекна фантазија на национални теми и првиот дел Милениумот се доближува или наближува. Тони Кушнер беше авторот, во 91 се за прв пат се е светската премиера. Така е. Има и втор дел и велат дека 7 часа трае целата представа ако се земат двата дела. Да, доста се долги првиот чин трае. Јас го изгледав, беше трае... извонредно се. Благодарам. Дефинитивно морам да ти честитам тебе и на сите во представата и актерите и заднината што ви се. Така, да. Тоа е еден сон остварен, да речеме, односно тој текст да се реализира во Македонскиот народен театар, каде што постои на феноменална професионална екипа на луѓе, нарочито луѓе кои работат, има околу 20 луѓе кои се позади сцената, кои никој не ги гледа и кои напорно работат цело време во текот на представата, така да сум многу благодарен на нив и на раководството на театарот, затоа што вистински ми се оствари сонот. Тоа е еден текст кој е веќе класичен, да речеме, тој е драматург кој сега се бројува меѓу тие најголеми американски великани во американската драматургија. И една приказна која мислам дека е апсолутно многу важно за секој еден од нас да ја просведочи, да ја види и така натаму, со самата замисла дека може да мотивира многу луѓе, може да отвори многу прашања и меѓутоа генерално позитивно да влијае на тоа како гледаме на театар и што треба ние да извлечеме од она што го гледаме. А ова е таква представа со која следите дома со некакво променето мислење, можеби, или Секако. Односот на луѓето меѓу себе извонредно прикажано, еден свет кој што е затскриен. Така, да. И едно време кое поминало, мислам, се работи за действото. Поминало, но сепак е актуелно. Актуелно, да. Тоа сакам да кажам дека иако се работи случаите се случуваат во 80-тите, средина на 80-тите, тоа кај нас нема некаков прогрес на многу прашања поврзани со представата, односно теми кои ги обработува представата, па затоа секогаш кај нас би било свежина, да речеме, или би било актуелно кога и повторно би го гледале или би гледале представа со слична тема. Да, мислам дека ќе биде една од погледаните представи, иако Се трае надеваме. 160 минути. Јас ви посакувам да бидете многу гледани, бидејќи е на вистина одлична. Ми остана уште минимум 15 прашања кои што сакам да ти ги поставам, но кажи ми само многу кратко за крај. Јас ти се заблагодарувам
за учеството и Ами, на вас. во една друга прилика би продолжиле уште да зборуваме затоа што има што да се зборува. Може, фала ви за поканата. Беше со нас вечерва Филип Петковски, кореограф и театарски режисер и танчар, не смееме да заборавиме. Јас ќе ви порачам да изгледате представата, навистина е преубава, но и ви посакам да се препуштате што повеќе и што почесто на магијата на театарот. До следната трафика имајте убави и срекни денови.